Заложби за напредок на Македонија на патот кон Европската Унија, за унапредување на стратешкото партнерство со сојузниците од НАТО, за јакнување на соработката во областа на стабилноста и соочување со предизвиците во Европа и регионот на безбедносен план. Ова се главните теми на кои премиерот Христијан Мицкоски разговарал на средбите кои досега ги оствари во рамки на неговата посета на Минхен. Како што информира од владината прес-служба, Христијан Мицкоски остварил средба со председавачот на Минхенската конференција за безбедност Кристоф Хојзген. Шефот на македонската влада истакнал дека стабилноста на Западен Балкан е клучна за европската безбедност и дека ќе продолжи да работи на продлабочување на билатералните и мултилатералните односи во оваа област. Премиерот Мицкоски ја истакна заложбата за унапредување на стратешкото партнерство со сојузниците од НАТО и потребата за напредок на патот кон Европската Унија, како и за активната улога на земјата во регионалната безбедносна архитектура. Мицкоски се сретна и со хрватскиот колега, кому му се заблагодарил за континуираната поддршка за македонските евроинтеграции и истакнал дека владата е посветена на реформите за да се забрзаат пристапните преговори. Премиерот Мицкоски нагласи дека владата останува посветена на реформските процеси со цел забрзување на пристапните преговори. Премиерот Пленковиќ ја потврди поддршката на Хрватска на патот кон Европската Унија, истакнувајќи дека стабилноста и развојот на регионот се од заеднички интерес. Министерот за одбрана Мисајловски пак се сретнал со заменикот помошник секретар за одбрана на САД Дејвид Бейкер. Разговарале за регионалната и глобалната безбедност, како и за модернизација и опремување на македонската армија. Се очекува средба и помеѓу македонскиот и бугарскиот министер за надворешни работи. Во текот на денот премиерот Мицкоски ќе се обрати на панел дискусија во рамки на Минхенската безбедносна конференција и ќе зборува на теми од областа на геополитиката, енергетската сигурност и промените на глобално ниво. Вчера Мицкоски се сретна со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, со кого разговарал за европските интеграции, напорите и отстапките кои досега ги има направено Македонија. Мицкоски му порачал на Кошта дека заслужуваме да одиме напред и веќе никогаш да не бидеме заложници на билатерални спорови и препреки.